Драги пријатели, на почетокот на ова предавање сакам сите вас да ве поздравам и да ви кажам дека ми е задоволство што можеме заедно да бидеме дел од овој серијал кој што го насловивме како Доброто ќе го победи злото. До сега имавме 3 такви предавања, каде што добивме една слика најнапред за почетокот, за генезата, за развојот на тоа зло кој што сите нас не погаѓа и неминовно се случува во нашиот живот. Потоа видовме како нашата планета Земја во второто предавање била вовлечена во овој вековен судир помеѓу доброто и злото, а во последното трето предавање што го имавме прилика да се запознаеме со учесниците на големата борба, како и со нивната тактика на војување. И тогаш во тоа трето последно предавање што го имавме, заклучивме дека постојат две страни кои што имаат своја стратегија и своја тактика на војување. Од една страна е Емануило, Бог со нас, нас проти лавот кој рика против нас. Од една страна е Господарот на светлината, од втора страна е принцот на темнината. Од една страна е Бог на вистината, а од друга страна таткото на лагата. Христос против антихристот. Пастирот, еден е пастир, а другиот е волк. Нивното несогласување е премногу длабоко, премногу различно, премногу спротивно, за да може да биде воспоставено некакво примирие. Затоа што едната страна е сосема добра, а другата страна е сосема зла. И меѓу нив не постои заеднички именител, неутрална почва, така да и ние како луѓе не можеме да бидеме неутрални. Или сме на едната, или сме на другата страна. Така да тоа беа оние главни мисли од последното трето предавање кој што ни отвара врата, да кажам така, да одиме чекор понатаму со ова денешно четврто предавање кој што има за цел да не запознае со предметот на големата борба. Значи, драги мои пријатели, вечерва ние на основа на ова авторитетна реч Божја, Светото писмо, ќе имаме прилика да се запознаеме што е предметот на големата борба помеѓу доброто и злото. Преку текстовите напишани во оваа книга, преку анализата на тие текстови, ќе видиме, ќе го препознаеме тој предмет и ќе видиме што стои во самиот предмет, што му смета на едната страна ѓаволот, лошата страна, и подига револт, бунт, отворено непријателство и така го вовлече целиот свет, целата вселена во овој вековен конфликт. Затоа и вечерва ќе се послужиме со една презентација која што верувам ќе ни помогне подобро да ги разбереме овие работи. Затоа одиме на самиот почеток. Би сакал на почетокот еден текст да прочитам што сметам дека е клучно важен и кој што ќе ни отвори вратата, ќе ни даде увод да можеме да навлеземе во оваа проблематика. Тој текст го наоѓаме во последната од 66 книгиот што е составена Библијата или Светото писмо, тоа е книгата Откривение. Патем да кажам сите вие што сакате да ја набавите ова драгоцена книга, може да се јавите на броевите што се тука, да не контактирате и ќе добиете бесплатен примерок. Во 12-та глава, 17-тиот текст, како што стои во самата презентација, еве го имаме овој извештај. А тој гласи вака: И се разгневи змијата на жената и на семето нејзино, и отиде да војува против оние кои што ги држат заповедите Божии и го имаат сведоштвото на Исуса Христа. Драги мои пријатели, вие ќе се сеќавате, кој што го следевте второто предавање, ние го идентификувавме ликот на змијата, која што и се приближи на жената тогаш, кога зборувавме како нашата планета била вовлечена во вековниот судир. И тогаш констатиравме дека змијата е едно од многуте имиња на ѓаволот, на таа лоша страна, на страната на злото.
И тука во овој текст гледаме со какви емоции таа приоѓа на жената, кој што во пророштвото, кога имале повеќе време тоа би го анализирале, го представува Божиот народ, оние што одлучиле да бидат на страната на доброто. И таа е разгневена. Ние ќе видиме зошто е разгневена. Само неколку минути подоцна. И таа оди да војува, да се бори против нив. И сега тука писателот на Откривение со црвени букви може да приметите ни опишува која е она особина што краси, да кажам, жената, верните, оние што едноставно се на страната на доброто. Тие ги држат заповедите Божи. Евидентно е дека на змијата, на ѓаволот, на страната на злото и сметаат оние кои што ги почитуваат Божите заповеди. И во овој правец би сакал да поделам со вас една мисла од еден духовен писател кој што кажува и кој што не воведува во ова тематика што денеска ја имаме во својата книга. Вели, уште од самиот почеток на големата борба, ѓаволот имал намера лажно да го представи Божиот карактер и да потикне бунт против Божиот закон. Видите, имаме тука две работи, многу важни што треба да ги истакнеме. Тука ни се опишани ѓаволските активности и посебно две работи, Божиот карактер и Божиот закон. Тој удира Божиот карактер, а во тој правец, значи мета му е Божиот закон, кој што на некој начин ни го представува, ни го осликува Божиот карактер. Така да ние со право можеме да кажеме дека централно прашање околу кое се води големата борба помеѓу доброто и злото едноставно е Божиот закон. И затоа нормално прашање што се поставува, легитимно прашање што се поставува кога дојдовме до овој степен на сознание е следното. Што има во самиот закон што му смета на ѓаволот? Што е тоа за што зборува законот Божи, а кој што му го попречува патот на ѓаволот да ги спроведе своите планови? Од што се состои тој закон и што тој ни открива? Дозволете ми на почетокот, кој ги поставивме овие прашања, најнапред да го дефинираме поимот закон и да видиме како Светото писмо, авторитетната реч Божија, ни дава дефиниција за Божиот закон од една страна, а од друга страна, едноставно, ќе не запознае со какви врсти закони не запознава оваа света книга. Но на почетокот, ајде да го дефинираме самиот термин Божи закон. Според современите сваќања, поимот закон подразбира збир на одредени правила кои што ги регулираат меѓучовечките односи. Значи, збир на правила кои што се дадени со цел да ги регулираат меѓучовечките односи. Видите, библиското сваќање на законот во својата дефиниција го вклучува ова современо сваќање, да, тој ги регулира односите помеѓу луѓето, но тој е само еден дел. Има уште еден дел за кој што зборува, значи, Божиот закон, а тоа е односот помеѓу човекот и својот создател или Бог. Значи, односот човек-Бог, од една страна се регулира тие односи, а од друга страна односот човек со човек. И Светото писмо, кога го читаме од почетните страни понатаму, ќе приметиме дека тој не запознава најмалце со 4 врста на закони. Значи, Библијата зборува за 4 врста на закони. Еве, по збор 2 да кажам секој од нив, а би сакал да се задржам на она врста закони кој што е главна мета на страната на злото во големата борба помеѓу доброто и злото. Првата врста закони е така наречен морален закон, или декалогот, или 10 Божи заповеди. Што ни кажува 10 Божи заповеди во неколку реченици, што е нивната главна смисла и под кои име ние ќе ги наоѓаме и ќе ги разликуваме, например, во Светото писмо кога ги очитаме. 10 Божи заповеди, што самиот зборник кажува, тоа е закон составен од 10 заповеди. Декалог е друго име за 10. И тој е одраз на Божиот карактер, а воедно и небесен устав.
Ова сега полека ни помага да разбереме зашто ѓаволот за таа голема борба удира на ова врста закони. Ќе се навратиме на тоа. Небесен устав, кој што едноставно е темел на Божјето владење. Вие знаете, уставот е основа во секоја држава и секоја држава има свој устав. Од друга страна, овој закон е непроменливо мерило за доброто и злото. Значи, небесен устав го одразува Божјиот карактер и непроменливо мерило за доброто и злото. Во Библијата овој закон ќе го најдеме под поимот закон, Божи закон. Секаде каде што во Библијата наоѓаме закон со големо З, ако можам така да кажам, во најголем број случаеви се однесува за 10 Божи заповеди. Меѓутоа, Библијата не информира за други врсти закон и ова само да кажам, 10 Божи заповеди се диагноза наша. Тие го диагностицираат нашиот живот, ако можам така да кажам. Суштествениот проблем со кој што ние се среќаваме. Понатаму, втора врста закони, тоа е така наречени церемонијални закони или церемонијален закон и всушност суштината на овој закон е да ни укаже на Исусовата служба, на Христовата служба. Во еден текст во Библијата, во Колосјаните пишува, тоа е само сенка на она што ќе дојде, а стварното е Христос. Значи, тоа е една символични тука правили и прописи што се дадени, што имаат своја символика во остварувањето во службата на Исуса Христа. Ако 10 Божи заповеди го диагностицираат проблемот, церемонијалниот закон е тука даден со цел да го реши. Тоа е лекот за самиот проблем и ова врста закони најдеме под името уредби или заповеди со мало з. Понатаму, трета врста закони што ги наоѓаме, тоа се граѓанските закони. Во тоа време Израел бил избран Божи народ и овие закони ќе ги најдете посебно во Стариот завет, во Мојсеевите книги, но со распадот на израелската држава во тоа време, ако можам така да кажам, тие закони престанале да важат, но секоја држава има своји граѓански закони на кои што сме ние повикани да ги почитуваме се до оној степен додека не дојдат во судир со Божите закони. И во Светото писмо ова врста закони ќе ги најдеме под името власт. Власт, да. И четврта врста закони со кои Светото писмо не запознава, тоа се здравствените закони или здравствениот закон. Значи, тоа се закони кои што ги пропишуваат правилата за хигиена, за исхрана, за постапување во случај на болест, но исто така кажуваат и на загадувачкиот карактер на гревот и човековата потреба за очистување. И Библијата за нив најчесто го употребува терминот очистување. Очистување. Значи, ако можам така да кажам, сите овие 4 закони можеме да ги споредиме со една фиока, значи една комода со 4 фиоки и во секој од нив има посебно нешто наменето за таа врста на закони. Декалогот е на првата, церемонијалниот закон е втората, граѓанскиот на третата и здравствениот закон на четвртата. Сега, драги мои пријатели, во големата борба помеѓу доброто и злото, ѓавол ги напаѓа сите врста на закони. Затоа што сите овие закони ја одразуваат Божјата волја и тој не сака едноставно луѓето да имаат вистинска представа за Божјата волја. Меѓутоа, посебна мета од сите овие 4 заповеди, врсти закони се 10 Божи заповеди. Тој нив сака и се труди да ги омаловажи, да ги поцени, лажно да ги представи и да ги уништи од една страна. Затоа што тие, рековме, го откриваат Божиот карактер и тие се непроменливо правило, значи за тоа што е добро, а што е зло. И затоа ние во ова наше денешно предавање сега во положение ќе се концентрираме на 10 Божи заповеди, затоа што е тоа основен предмет на големата борба помеѓу доброто и злото. Сега, како Светото писмо, едно многу важно прашање што сакам да поставам, како Светото писмо ја потенцира важноста на Божиот закон? На основа на што можеме ние, кога го читаме Светото писмо, према кои наводи да разбереме дека Божиот закон е многу важен? Дозволете ми 2 одговори да дадам во овој правец, а потоа ќе одиме во самата суштина на 10 Божи заповеди, една по една, да ги анализираме и да видиме зашто тие ни зборуваат. Прво,
Светото писмо ја потенцира важноста на 10 Божи заповеди со тоа што едноставно ни дава опис на клучните теми во Библијата. Еве ќе земам едно 7-8 клучни теми во Светото писмо. Се оно што пишува во оваа драга книга е важно и корисно за нас, вели самото Свето писмо за учење, за карање, за поправање, за да човекот биде добар, да биде среќен, да биде радосен, да биде исполнет. Меѓутоа, постојат теми, клучно важни, за кого Бог дозволил библиските писатели да оделат повеќе простор на страниците на книгите што ги пишувале, 66 на број, за да ни кажат колку се важни тие теми. И тоа се столбови во Светото писмо, тие теми. Еве ќе ги спомнам, создавањето на светот. Толку е важно што почетокот на Библијата почнува со тој извештај. Прва и втора глава ни зборуваат за создавањето на светот. Понатаму, последните две глави во Библијата исто така зборуваат за новото создавање. И многу текстови во целото Свето писмо кажуваат за создавањето. Значи, кога една тема е многу важна, Бог дозволува повеќе глави да зборуваат за таа тема, повеќе текстови со цел ние да имаме увид дека тоа е многу важно и треба да обрнуваме внимание за тоа. Понатаму, Христовото страдање и распнување. Тоа е централен настан од Евангелијата. Тоа е најважно нешто во самото Свето писмо. И постојат 4 писатели на Евангелијата: Матеј, Марко, Лука и Јован. Понекогаш се случува за еден настан да пишува само еден писател, понекогаш двајца или тројца. Меѓутоа, кога една иста тема ќе биде присутна во сите 4 Евангелија, таа е многу важна. Христовото страдање и распнување присутно е и во Матеј, и во Марко, и во Лука, и во Јован. Секој од нив оделува по една глава да пишува за овој важен настан, кој што е суштински важен за христијанството. 4 глави. И не само тоа. Постојат најмалку уште 2 глави во Стариот Завет. Првиот од Библијата, Исаја 53, Псалам 22. Вкупно 6 пати Бог сакал да ни каже колку ова тема е важна. Понатаму, Христовото воскресение. 5 глави во Светото писмо зборуваат за тоа. Секој од овие посочени евангелисти, Матеј, Марко, Лука и Јован, по една глава исто делуваат за оваа тема, и апостол Павле, големиот верник, водач, првата христијанска црква, во едно свое послание цела една глава зборува за воскресението. Толку е тоа важно што едноставно представува темел и суштина на христијанството. Дали приметувате создавањето на светот, Христовото страдање и распнување, Христовото воскресение? Значи, повеќе простор имаме за овие теми во Светото писмо. Верата во Бога. Повеќе од 500 текстови, една анализа кажува дека постојат во Новиот Завет кои што зборуваат на поимот вера. 500 пати. А цела една глава, посланието до евреите 11 глава, како и текстовите пред во 10 глава, неколку и во 12 глава, зборуваат за верата. Затоа што без вера не можеме да му угодиме на Господа. И затоа имаме доста информации за тоа. Понатаму, љубовта. Што да кажеме едноставно за самата љубов? Таа никош не престанува, вели Светото писмо. Таа високо е подигната на пиедесталот за разлика од сите други особини. Исто преку 500-600 текстови ние само во Новиот Завет наоѓаме на тема на љубовта. А цела 13 глава една химна на љубовта. Ако 11 глава евреите е химна на верата, 13 глава од Коринтијаните е химна на љубовта. Така да Бог сака да ни каже колку сето тоа е важно. Понатаму, следно клучно важна тема е второто Христово доаѓање. Секој од овие евангелисти, значи Матеј, Марко и Лука, Матеј пишува во 2 глави, 24-та, 25-та глава. Марко зборува во 13-та глава. Лука во 17-та и 18-та. Во Јован не наоѓаме една глава, цела една книга посветена за второто Христово доаѓање, а тоа е последната книга. Толку важен настан и тема затоа што зборува за твојата и мојата надеж. И уште една тема многу важна во овој збир на теми, тоа е темата за крштевањето. Тоа е вратата да се влезе во Царството Божие. Тоа е вратата кога одлучуваме да бидеме на Божјата страна, на страната на доброто. Постојат многу текстови во Светото писмо, посебно во Новиот Завет, каде што е едноставно изразена важноста на крштевањето. Цела една глава, Матеј 3 глава, ни зборува за крштевањето. 7-8 пати во таа глава ни се потенцира важноста на крштевањето. Толку е важно што самиот Исус Христос, нашиот Спасител, страната на доброто, учинила завет со Бога и се крстила, а на крајот дал
налог да учениците негови исто така се крштеваат. Овие 7 теми, создавањето на светот, рековме распнувањето, страдањето, воскресението, верата во Бога и љубовта, второто Христово доаѓање и крштевањето, се клучно важни теми, столбови во самото Свето писмо, без кое ние не можеме да го разбереме планот Божи што го има за нас луѓето, а неговиот план е многу добар за тебе и за мене. Во ова категорија на многу важни теми, всушност е и темата за Божиот закон. Темата за Божиот закон по ништо не заостанува за овие 6-7 теми што ги спомнавме пред малку. И во Светото писмо исто така наоѓаме места, неколку глави, како за претходните теми што зборуваат за важноста на 10 Божи заповеди. Јас сакам само блиц да ги спомнам на 5 места во Светото писмо кои што ни зборуваат за важноста на Божиот закон. Првото такво место го наоѓаме во Втора книга Мојсеева, 20 глава. Тука ни се опишани сите 10 Божи заповеди, онака како што заповед по заповед ги кажал лично Бог, за кои ние за некоја минута ќе одиме да ги споменеме, прочитаме и некој збор да кажеме за нив. Тоа е првото место во Светото писмо кој што ни зборува за 10 Божи заповеди. Меѓутоа не е единствено. Бог кога 2 пати нешто ќе каже, 3 пати, 4 пати, 5 пати, значи тоа е неговата волја да ние својот поглед, својот фокус го насочиме таму. И затоа во 5 книга Мојсеева, која што се вика повторени закони, а вие знаете, повторувањето е мајка на мудроста. Во 5 глава, значи 5 книга Мојсеева, 5 глава, тука имаме повторно подсетување на важноста на 10 Божи заповеди. И други мои, ако законот Божи не е толку важен, ако некојаш важило само за некое време, па зошто Бог на толку места, а и понатаму ќе видиме уште на колку места зборува за ова? Па затоа што е важно. Тоа е одраз на неговиот карактер. Тоа е непромеливо мерило за доброто и злото. Така да, многу е важно да ги разбереме овие работи. Понатаму, најголемата глава во Светото писмо, тоа е Псалм 119. Целиот е посветен на 10 Божи заповеди. Некој рекол, тоа е ода на законот, химна на законот. Преку 176 стиха, писателот на псалмите ни го возвеличува законот. И знаете што интересно, Стариот Завет е напишан на еврејски јазик, а еврејскиот јазик има 22 букви. И оваа глава е напишана во облик на акростих. Секој 8, односно секој 9 стих од тие 176 во тој псалам почнува со следна буквата збуката еврејска. Алеф, бет, гамел, нели така? И сите тие едноставно ни кажуваат колку е важен овој закон. Еден евреин кој ќе го зема ова да го чита, од самата структура, од самото напишано, кој ќе гледа како е тоа составено, структурирано, тој разбира дека станува збор за нешто многу важно. Понатаму, најубавата, најважната, најдобрата проповед што Исус ја проповедал, за кој што многу теолози сметаат дека представува лична карта на еден христијанин, запишана во Матеј 5, 6 и 7 глава, некаде има околу 100 и нешто текста, не е ништо друго него објаснување на 10 Божи заповеди. Помеѓу останатото, тука имаме и толкување на 10 Божи заповеди. Често пати ќе најдете она фраза каде што вели сте слушале како е кажано и цитира некоја заповед Исус, а потоа тој ја коментира и влегува во длабочината на таа заповед. Видите, Исус во својата прва проповед пред мноштво луѓе што го слушале, проповедта во гората на благословите, тој ја испроповедал со цел да даде важност на 10 Божи заповеди. А и апостол Павле во многу своји посланија, последно во Римјаните 13 глава, за да потенцира колку е важен законот, одвојува простор во 13 глава во посланието до Римјаните 5 пати. Некој кажал, ако сакате некому да ве разбере и да направи тоа што сакате да направи, морате 5 пати да му кажете. Знаете, затоа што ние понекогаш забораваме тоа што го слушаме, мора некој да ни повтори, и ако слушаме, треба да го разбереме тоа што го слушаме, и ако го разбереме, треба да и го направиме тоа што го слушаме. И често пати понекогаш можеби потребно е 4-5 пати некој да ни каже нешто да сватиме колку е тоа важно. А Светото писмо најмалку на 5 места ни кажува колку е важен Божиот закон. Значи, ова е прва причина, како Светото писмо ја потенцира важноста на 10 Божи заповеди. Со тоа што дава голем простор на своите страници да ни го опише тоа. Втора работа, како можеме да видиме дека Божиот закон е многу важен
кога ќе ги анализираме околностите во кои бил даден самиот Божи закон. Драги мои пријатели, овие текстови што се напишани, втора книга Мојсеева, 19 глава, од 9 до 13 и 16 до 19, ни дават слика за тоа во какви околности Бог го дал својот закон. Еве, дозволете ми да прочитам дел од нив текстови, а потоа ќе анализираме зошто баш во такви околности Бог го дал својот закон и што беше неговата намера со тоа. Еве ги читам тие текстови, а и вие можете да го видите ова преку ова презентација. А на третиот ден, при разденувањето, зататна грмеш, засветкаа молњи и густ облак се наднесе над ридот. Грмливо екна трубата, се стресе целиот народ од логорот во пресрет на Бога. Застанаа при подножјето на ридот. Планината Сине беше завита дим, затоа што Господ слезе на неа во оган. Се креваше дим, како што дим од печка излегува. Целата планина се тресеше силно. Звукот на трубата стануваше се посилен. Мојсей зборуваше, а Господ му одговараше со глас. Драги мои пријатели, кога ги читаме овие текстови, добиваме дојам дека ова било многу впечатливо сценарио. Нешто што Божиот народ, а тогаш на број спрема одредени претпоставки биле некаде околу 2 до 3 милиони евреи кои што излегле од египетското робство и водени според Божјата замисла преку Мојсей, дошле тука пред Синајската гора, планина, и тука тие такво нешто до пред тој момент никогаш немале доживеано. Грмеш, молња, облак, труба, едноставно такви природни сценски ефекти, што само по себе се доаѓа до констатација да таква една ситуација никога човек не ќе може да заборави. Тоа длабоко се втиснува во срцето, во душата, во мислите на луѓето, што тоа не може да се заборави. И тоа е одговорот на прашањето зошто Бог се служил на таква природна сценографија. Со цел да тој народ свати колку е важен овој закон. И уште еден елемент тука многу важен кога зборуваме за ова е тоа што, еве, само сликата да ја покажам кога ќе зборуваме за содржината на Божите заповеди. 10 Божи заповеди, драги мои пријатели, биле дадени, значи, на камен. Многу важно. Значи, материјалот на кој бил напишан беше камен, да беше хартија. Не постоеше во тоа време, але еде да зборувам така со наш современ речник, можда би се запалила, можда би се онака, значи, од ерозијата на времето би отишла, или да била напишано на некое друго место, сигурно би претрпело некои промени. Меѓутоа, каменот како таков е неуништив. Останува карпа, камен. И тоа порака носи со себе дека 10 Божи заповеди, напишани со Божи прст, да, напишани со Божи прст, на 2 камени плочи, дадени на Мојсија тогаш, имале за цел, покрај тоа впечатливо сценарио што беше дадено, и покрај таа анализа со тие теми 7-8 што ги спомнавме, колку простор им се остава, да се даде една главна порака до сите нас луѓето, дека се тие многу важни, дека се тие непроменливи, дека тие немаат крај, дека тие го одразуваат Божиот карактер и дека додека постои небото и земјата и за секогаш тие заповеди како такви ќе постојат. Еве, драги мои пријатели, ова е првиот дел од ова проучување каде што воспоставивме една добра основа за да можеме сега во продолжение да одиме да ги анализираме и некој збор да кажеме за секој од тие заповеди и за да на крајот едноставно видиме кои заблуди најчесто ги употребува непријателот, ѓаволот, страната на лошото со цел да го маловажи Божиот закон. Како што рековме, 10 Божи заповеди биле дадени на пророкот Мојсей, гората Синај, од 2 камени плочи. На првата плоча биле 4 заповеди и тие го регулирале односот човек со Бог. А во втората камена плоча биле запишани следните 6 заповеди, каде што било регулирано односот човек со човек. Ајде додиме една по една, да ги прочитаме и да кажеме по некој збор за секој од нив и на тој начин да видиме од што се составени овие заповеди. Првата Божја заповед од овие 10 почнува овака. Јас сум Господ Бог твој,
кој те ослободив од земјата на робството. Немој да имаш други богови покрај мене. Драги мои пријатели, во самата прва заповед ние гледаме како Бог се представува. Тука ни е откриен неговиот идентитет. Вели, јас сум Бог твој, личен Бог. Бог очекува комуникација, заедница да се воспостави помеѓу човекот и него. Јас сум лично твој Бог. Тоа е прва мисла што ни доаѓа, значи, како порака од ова прва заповед. Понатаму, втора мисла, значи, освен што е Бог, тука во ова заповед тој ни се открива како ослободител, избавител. Оној кој што има сила, снага да ослободи. Во тој контекст историски ги ослободил едноставно евреите, Божиот народ кој што постанале, значи, од тоа робство. Денеска Бог сака нас да не ослободи од одредени робски навики што ги имаме, што не се добри, што се залепиле за нашиот карактер, кои што едноставно ни го загрузуваат не само нашето здравје, него и духовниот живот, и нашиот мир, и нашиот благослов што можеме да го добиеме. Тоа се толку силни во нас што ние немаме сили и снага сами да се избориме со нив. А тој ни ја пружа својата рака и вели, јас сум тука, јас сум твој ослободител и јас можам да ти помогнам. И сега логична работа на крајот од ова заповед кој вели, кога сум јас веќе твој Бог, и, значи, оној кој што сум те создал во суштина, и оној кој што сум те ослободил покрај сите тие лоши работи што се залепиле за тебе, тогаш нормално што го кажува на крајот на ова заповед, немој да имаш други богови покрај мене. Немој да имаш други богови покрај мене. Видите, ова заповед и Исус ја нагласил кога бил на земјата во разговор со луѓето, кога кажал, кога го прашале, која е најголемата заповед во Декалогот? А тој кажал, љуби го Господа својот Бог со сето своје срце, со сета своја душа и со сета своја сила. Таа е прва и најголема заповед од сите заповеди. Видите, Бог очекува да еден таков животен стил живееме, каде што тој ќе ни биде на прво место. Па тој ни го дал животот. Тој не буди секој утро, ни дава повторно живот. И ако живееме еден таков живот, тогаш ќе дојде ред во нашиот живот. Ќе имаме мир, ќе имаме спокој и навистина ќе бидеме примерни. Тогаш, наместо грижите, едноставно мирот ќе го завземе местото во нашето срце. И тогаш и депресијата и очајот ќе бидат тргнати затоа што Господ има сила и снага тоа да го направи. Да, драги мои, видите, и ова да кажам пред одме на втората заповед, во старо време луѓето си правеле разни богови. Никош Божите заповеди не се кажани на празно. Ако Бог кажал немој да имаш други богови, тоа беше многу јасно дека луѓето во тоа време си правеле разни други богови. Како што и до ден денес. Еве само да спомнам, на пример, народите што живееле тука близу, евреите, еве на пример филистеите кои што живееле на запад, го имале Дагон како свое божество. Понатаму феничаните на север кои што живееле биле послушни на божицата Иштар, која што била заштитница на плодноста наводно. На исток живееле моавците, па тие го славеле некој си бог Кемош, а амонците пак од друга страна му се поклонувале на Молох. А видите, Бог го создал човекот со чувство да служи. И ако ние го тргаме Бога од нашите срца, не можеме истовремено и желбата за служење да ја тргнеме. Тогаш ќе одиме на нешто друго да служиме. Но денеска, во ова модерно време, луѓето едноставно имаат своји богови. Боговите на модерното време. Можда парите, борбата за власт, славата, неморалниот начин на живот, се движечка сила на милиони луѓе во овој свет. Ете, тоа е првата заповед која што едноставно Бог не запознава со себе, со својот идентитет и со својата сила и со својот совет да немаме други богови покрај него. Втората заповед во Декалогот оди еден чекор понатаму и гласи вака. Немој да си правиш лик или слика од тоа што е на небото, на земјата, во водите или под земјата. Немој да им се поклонуваш, ниту пак да им служиш. Драги мои, додека првата заповед ни го открива единствениот и вистински Бог, во втората заповед ни се покажува начинот како да му служиме на тој единствен Бог. Гледате, Бог е сосема поинаков, надвор од времето и од светот. Ова заповед едноставно на некој начин ни забранува Бога да го поистоветиме со одредена материја. Да,
И некој добро кажал дека ова заповед на некој начин е протест против материализмот. Ова втора заповед многу јасно ни кажува дека не треба да обожаваме ни слики, ни кипови, икони, ништо било што друго да ставаме пред Бога во нашиот живот. Затоа што Бога никој го нема видено. Така вели Светото писмо. И ако Бога никој го нема видено во неговата суштина, како тогаш би можеле ние да го представиме во некоја слика, во некој лик и да му служиме? Тогаш доаѓа во израз во таква ситуација верата. Верата во Бога не поврзува. Таа е таа духовна димензија која што не зближува едноставно со Бога. Но видите, ѓаволот не само што едноставно се бори против 10 Божји заповеди во целина. Тој се бори и против секоја заповед поединечно. Еве еден духовен писател вели дека денеска нашата земја, вика, генерација по право идолопоклоничка. Многу луѓе имаат нешто многу според нив важно и го стават пред Бога. Може би не му се поклонуваат на тој начин како старо време, да принесуваат жртви све, меѓутоа времето што го делуваат да му посветат на тоа нешто или некој, или средствата што ги посветуваат за тоа покажуваат колку тој едноставно им е важен. Но, драги мои, колку ли би нашиот живот би бил квалитетен, осмислен, колку би имале спокој во нашите срца, кога едноставно би ја почитувале и ова заповед, кога би го ставиле Бога на свое место и кога би се тргнале од ова искушение што од страната на злото ни го нуди со цел да ја расипе таа морална структура што Господ Бог ја направил во нашите животи. Затоа со внимание да ги проследиме овие работи, затоа што ова ни го дал, создал и кој што најдобро знае што за нас одговара. Одиме понатаму. Третата Божја заповед од Декалогот, од првата плоча, гласи вака: не го изговарај напразно името на својот Господ Бог, зашто пред Господа нема да биде прав оној кој што го изговара неговото име напразно. Драги мои, голема е предноста човекот да го носи Божето име. Соочен со една мисла, апостол Павле во Новиот Завет во еден текст ќе каже: заради тоа ги преколнувам своите колена пред таткото на нашиот Господ Исус Христос, од кого секој род на небесата и на земјата добива име. Каков убав текст наоѓаме во Новиот Завет во едно послание. Апостол Павле опишува колку е важноста на тоа име. А еден друг ученик, Јован, ќе каже понатаму: гледајте каква љубов ни дал таткото да се наречеме Божји деца. Божји деца. И кога ние го добиваме ова име? Многу важна мисла, кога добиваме ова име? Сам Исус дал одговор на ова прашање. Во Матеј 28 глава 19 стих кажал: одете и научете ги сите народи, крштевајте ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Ете тогаш ние го добиваме тоа име. Христијани. Оние што го следат Исуса Христа. Оние што сакаат да бидат на страната на доброто. Тогаш, драги мои, размислете за овој многу важен чин во нашиот живот, како што Исус тоа го направил. Зошто тоа е јавна манифестација, јавно сведоштво дека застануваме на страната на доброто. Како ѓаволот се бори против ова заповед? Рековме, тој се бори против секоја заповед. Прво, најнапред тој се труди никогаш луѓето да не го добијат тоа име. Како? Никош да не читат Свето писмо, да мислат дека тоа е за други, никош нема да ја дознаат Божјата волја, никош да не ги почитуваат 10 Божји заповеди, никош да не направат завет со Бога, кога единствено тогаш го добиваме тоа име во нас. А ако некој не успел на тој начин да ги заведе, тогаш оние кои што веќе направиле завет, оние кои што веќе му служат, едноставно има стратегија за нив да едноставно полека сето тоа го сметат како нешто нормално, рамнодушно да се однесуваат према тоа, да не се посветуваат понатаму на Господа и така полека тој сака таа вистинска радост што е во срцата нивни да исчезне. Така да тој има стратегии за оние кои што воопшто не го познаваат и негова стратегија е никош да не го запознаат Господа и да не направат завет со него, а оние кои што направиле полека едноставно да ги тргне од таму. Четвртата Божја заповед или последна од првата камена плоча, затоа што рековме 4 има во првата камена плоча, ни зборува за денот, за одморот што Господ ни го оставил. Еве што вели.
сеќавај се на саботниот ден да го празнуваш. 6 дена работи и заврши ги сите твои работи, а 7-миот ден е сабота. Одмор на твојот Господ Бог. Во тој ден немој да работиш ниту една работа. Зошто? Зошто Господ за 6 дена го создаде небото, земјата, морето и се што е во нив, а 7-миот ден си почина. Затоа Господ го благослови 7-миот ден и го посвети. Ако во првата заповед Бог ни се открил како создател, избавител, ако во втората ни кажа како да му служиме, непосредно, во третата колку е важно неговото име, кое што го добиваме на денот на нашиот завет со Бога, во четвртата Бог ни кажува за денот, за одморот што тој го воспоставил. Може би некој прв пат ова го слушаат, но ова е библиска вистина. А библиската вистина вели после 6 дена од создавањето, во 7-миот ден Бог си почина. Бог се одмори не затоа што бил уморен, него со цел да даде морален пример за нас луѓето, кои што постојано трчаме и работиме, да знаеме дека има ден кога треба да одмараме и кога тој ден треба да го посветиме на оној што го создал овој наш свет едноставно и го довел човештвото во постоење. Значи, саботата е воспоставена со цел да ни даде знак дека е Бог создател. Немате друга заповед од сите овие 10 заповеди кои што кажуваат дека е Бог создател, освен ова, четврта Божја заповед, која што во суштина е и скоро најдолга од сите заповеди што ги наоѓаме тука. Значи, Бог му дал точен животен ритм на човекот. После 6 дена работа следи еден ден, но не било кој. Не кажува текстот избери си себе кој ден сакаш, не. Него точно 7-миот и 7-миот има име, а тоа име е саботата. Така да, тој ден Бог го воспоставил со цел да се сретне со својот народ, да доживееме одмор, да ги наполниме своите духовни батерии, ако можам така да кажам, како што си ги полниме своите мобилни телефони, нели така, за да можеме понатаму да функционираме. Драги мои, ајде да кажам и тоа, па да одиме да видиме како ѓаволот се бори против оваа заповед. Видите, кога ние купуваме некој апарат, заедно со тој апарат ни се дава и упатство на употреба. Ако сакаме подлого тој апарат да ни служи, треба да го почитуваме тоа упатство за употреба. А видите, нас Бог не создал. А во овие 10 Божји заповеди, во Светото писмо, тој е упатство како ние да живееме, ако сакаме подолго, поквалитетно, да живееме. И видите, тоа упатство ни доаѓа од прва рака, од Создателот. И ако ги слушаме овие работи, што ги денеска ги зборуваме преку овие 10 заповеди, тогаш навистина можеме многу поквалитетно да живееме. Како се бори ѓаволот против оваа заповед? Имам чувство, а тоа е искуство и размислување на многу други луѓе, значи кои што го читат Светото писмо, а тоа е дека оваа заповед е скоро најпогазена од сите други заповеди. Најнапред ѓавол се труди да го помати умот на луѓето да не знаат кој е 7-ми ден. Еве, драги мои пријатели, земете, направете на анкета и прашајте ги луѓето кој е 7-миот ден. Прво ќе ви видат чудно затоа што ги прашувате такво прашање, а друго ќе ви кажат, зар не знаеш? Па недела. Да, луѓето тоа ќе го кажат. Меѓутоа, дали Создателот, дали ова реч која што сите ние по големиот дел или христијаните ја почитуваат од се срце, дали се сложуваме со ова што оваа книгата го кажува? Оваа книга е многу јасна. 7-миот ден е сабота, а не е недела. Меѓутоа, многу луѓе смета дека е недела. Ѓаволот на тој начин го заматува умот на луѓето да имате на таква слика за овој ден. Па дури оние што се христијани и придаваат големо значење на неделата како ден за одмор, наместо на саботата. Но Бог очекува да му бидеме послушни. Друга категорија на луѓе кои што непријателот ги инспирира на некој начин е тоа да само работат, да немат ниту еден ден за одмор, ниту еден ден да седнат и да размислат едноставно за својот Создател. А постои уште една причина на крајот на коментарот на оваа заповед пред да одиме понатаму, зошто ѓаволот посебно ја мрази оваа заповед. Видите, драги мои, како што рековме, ова е единствено од сите заповеди кои што ни кажува дека е Бог Создател. А ако е Бог Создател, тоа значи дека сите ние, вклучувајќи ги ангелите, па и Луцифер кој што паднал, се созданија. А што тоа значи?
дека ова заповед прави разлика помеѓу создателот и созданијата. Бог е создател, сите ние сме созданија. А ако сме созданија, ние сме должни да го почитуваме создателот, да му се поклониме што ни дава живот. Меѓутоа, ѓавол зошто е мрази ова заповед? Затоа што тој не се помирува со фактот дека е создание. Тој сака да се изедначи со создателот. Пишува пророкот, спомнавме тоа во претходното предавање, тој сака да се изедначи со создателот, да го подигне својот престол, сака да дојде на местото создател и на патот да ја оствари таа своја замисла, ова заповед не му смета. А ова заповед му вели ти си создание и ти треба да се поклонуваш на создателот. Да, и затоа тој ја мрази ова заповед, а ги мрази сите оние кои што ја почитуваат тоа заповед. Еве, драги мои, тоа се првите 4 заповеди од Декалогот кои што го регулирале нашиот однос со Бога. Одиме се рафално исто така да кажеме по некој збор и за втората плоча, а тоа се следните заповеди што ги наоѓаме. Прво од нив или пета поред во овој Декалог е заповета како да ги почитуваме нашите родители. Почитувај го својот татко и својата мајка за да живееш подолго на земјата. Видите, драги мои, должноста на човекот според ова заповед почнува од самото семејство. Во тој најинтимен круг на човечкото општество. Повикани сме да ги почитуваме нашите родители затоа што тие се на некој начин Божи представници. Бог преку нив не донел едноставно во овој свет. И многу текстови ќе најдете во Светото писмо каде што Бог ја споредува својата љубов со татковската. Еве еден од нив, вели, како што таткото е милостив кон своите деца, така е Господ милостив кон своите праведници. Како што мајката го теши своето дете, така јас ќе ве утешам. Тоа го пишува во псалмите, тоа го пишува и пророкот Исаија. Но видите, ова заповед им се обраќа и на родителите и на децата. Родителите, ќе каже апостол Павле, за нив вели, и вие татковци, не дразнете ги вашите деца, туку одгледувајте ги во науката и спомнете им и опомената Господова. А на децата во друго послание ќе им каже, должни се да го послушат советот на своите богобојазни родители. Што да кажеме? Како ѓаволот се бори против оваа заповед? Многу. Едно од пророштвата за нашето време, кога апостол Павле го опишува, вели, децата ќе бидат непокорни према своите родители. И навистина, колку денеска се почитуваат родителите, секоја чест на сите оние што тоа го прават, и ги охрабрувам и понатаму тоа да го прават, да ги почитуваат своите родители. Меѓутоа, навистина, ова заповед денеска е на удар. А оние луѓе што не ги почитуваат своите родители, тогаш тие едноставно не го почитуваат едноставно ни Бога. Така да нашата должност пред Бога е да ги почитуваме нашите родители. А нашата почит не завршува и со нивната смрт. Затоа што нивното добро име, ако можам така да кажам, треба ние како деца да го продолжиме со својот живот. Одиме понатаму, следна заповед од Декалогот е заповета не убивај. Ова основна порака на ова заповед е, драги мои, дека човечкиот живот е светиња, нешто свето, нешто драгоцено. Тоа е нешто што го добиваме како дар од Бога. Никој нема право да го одземе човековиот живот. Да, затоа што Бог како таков го дал, како најголем дар на човекот. Најголема вредност во самиот живот е самиот живот. И затоа ова заповед едноставно осудува било кој начин кога се загрозува животот на некој човек или физички, али од друга страна кога се загрозува авторитетот или угледот на одреден поединец. Например, самиот Исус ќе каже во таа позната проповед горе на благословите што ја спомнавме, сте чуле дека им беше кажано на старите не убивај, а кој ќе убие ќе биде виновен пред судот. А јас ви велам дека секој кој се гневи на брата си без причина ќе биде виновен пред судот. А кој ќе му каже на братот си празноглавец ќе биде виновен пред Синедрионот, тоа тело нивно религиозно, нели така. А кој ќе го нарече безумник својот брат ќе биде виновен на огнениот пекол. Видите, Исус не само што ја продлабочил ова заповед, кој што не ја сведе само на физички чин некој некого да убива, него тој отишло многу подлабоко, влегол во самите мисли, во самото срце и кажува, уште тука треба изворот да биде чист, ако сакаме ова заповед
да се почитува. И не само тоа, него Исус отишол и уште еден чекор подалеку, а вели почитувајте ги, љубете ги своите непријатели. Драги мои, колку ѓаволот се бори против оваа? Колку ли денеска пријателства се разурнати затоа што луѓето не го гледат веќе својот пријател, својот брат како што би требало. Колку ли војни се воделе, колку ли животи едноставно били изгубени затоа што не се почитувала ова Божја заповед. Колку ли семејства останале без своите мили и драги затоа што биле нерасчистени некои банални проблеми. Колку луѓе биле завиени во црно, значи само затоа што оваа заповед не била почитувана. Што да кажеме за криминалот? Што да кажеме едноставно за насилството и тероризмот? Да, ова заповед на вистина денеска на удар. Ништо помалку на удар не е ни следната заповед, која што гласи немој да чиниш прелюба. 7 поред, со која што главна цел на Бога беше преку оваа заповед да ни каже колку е важноста на самиот брак, што лично Бог го воспоставил како клетка во самото општество. И Бог точно на почетокот кога читаме, гледаме како го создал првиот брак. И Бог рекол, рецепт за успешен брак е еден маж и една жена. Маж со жена. Што гледаме денеска, драги мои? Бог јасно кажал, мешање на трета личност тој брак не е Божја волја. До крај би требало да остане мажот верен на сопругата, како и сопругата на својот маж. Меѓутоа, луѓето денеска, колку ли тоа го почитува, статистиките се поразителни. Скоро секој втор брак се разведува. Луѓето мислат ке добијат некоја среќа, некое задоволство, повеќе, ако ги менуваат своите брачни другари. Меѓутоа, искуствата ни кажуваат сосема нешто друго. А Светото писмо, мудриот Соломон, најмудриот човек кој што живеел, кој што добил мудрост од Бога, во овој правец кажува: и така неразумен е оној кој што се впушта со прелюбница. Својата душа ќе ја губи кој прави така. Ќе дојде посрамување и срам, и неговиот срам нема да се избрише никогаш. Да, ова заповед, како и претходната, оди чекор подоле, значи да кажам подлабоко, значи зборува да имаме и чисти мисли. Ако изворот е чист, тога целото тело едноставно ќе биде чисто. Драги мои, суштината на нападите на ѓаволот во секоја заповед, еве уште малце не остана до самиот крај да ги споменеме, е да го избрише Божиот лик во нашите срца. Да избрише таа морална структура, да ја минира, да ја подигне во воздух, за да ние едноставно бидеме дезориентирани и да не знаеме што да направиме понатаму. Следната заповед, 8, значи поред, е заповета која што ја дал Бог со намера да го штити човековото право на собственост. И таа гласи: немој да крадеш или не кради. Всушност Бог со оваа заповед сакал да го штити она што човекот со своја пот ќе го заработи. Да го цени својот труд што ќе го направи. Нели така? Бог му дал слободна волја на човекот и му дал снага, енергија да работи, да заработи, и тоа што ќе заработи едноставно да остане како таков негово. И ова заповед можеме од друга гледна точка да ја гледаме, ако сакаме од позитивна гледна точка да ја гледаме, е заповед за давање. И таа е во спротивност со крадењето како такво. Еден посветен човек кој што стои на страната на доброто и што сака да му служи на Бога, тој ќе дава, тој ќе биде дарижлив. Таква особина Бог едноставно ќе му даде во неговиот карактер, затоа што самиот Бог е дарижлив Бог. Во Библијата пишува за Исуса Христа, вика, кој имаше божествена природа, но не држеше многу до тоа што еднаков со Бога, туку заради нас осиромаши, за да ние со неговото сиромаштво се збогатиме. Видите како убаво тоа е едноставно напишано. Тоа е суштината на оваа заповед. Меѓутоа, крадењето, непочитувањето на туѓата собственост, драги мои, денеска е се поприсутно во нашата средина. Желбата се стекне богатство не бира начини и средства. Нели така? И таа добива се поголем едноставно замав. И инспирирани од ѓаволот, луѓето не бират начини и средства како да го добијат тоа што едноставно ќе го посакат, и тоа веднаш. Но да се чуваме од сето тоа. Следна заповед што ни е дадена, тука 9-та, предпоследна поред,
значи, е заповета која што ни кажува не сведочи лажно на својот ближен. Ако во петата заповед од ова камена плоча ни се кажува да ги почитуваме родителите, во шестата едноставно да го почитуваме животот што Бог го дал, во седмата бракот, институцијата брак и моралните вредности, во осмата да ја цениме, значи, материјалните добра на ближниот, дека тоа се негови, не се наши, во деветата Божја заповед Бог едноставно ја возвеличува вистината. И ова заповед сите нас не повикува да бидеме честни, поштени и во своите мисли, зборови и дела. Па дури секое ненамерно претерување или навестување, па дури изнесување на факти со цел слушател да биде заведен, представува на некој начин лага. Во Библијата Бог ја представи како татко на вистината, а ѓаволот како татко на лагата. И кога ја чиниме вистината, ја зборуваме вистината и живееме според вистината, ние ја чиниме волјата на Бог и ние сме на страната на доброто. Но кога тоа ќе престанеме да правиме, ние автоматски преминуваме на страната на злото, а тоа е веќе многу опасна територија. Драги мои, денеска лагата и измамата представуваат прво и многу успешно средство ѓаволот што го користел од почетокот да го уништи човекот. Знаете ли колку човечки животи се уништени затоа што се ширила лага? Катастроф. Навистина, многу луѓе едноставно доживувале големи трауми затоа што биле прелажани и затоа што едноставно се служеле со лага, на други им правеле зло. Еден писател напишал: кога лагите би станале влакна, не би имало ниту еден ќелап. Да, баш така. А има и пророштво во Светото писмо кој што кажува: лошите луѓе измамници ќе напредуваат се повеќе, мамејќи се себе си и другите. Тоа е светот во кој што живееме. Но ние сме повикани на некој начин да се воздигнеме од стилот на живење во овој свет, ако сакаме навистина да доживееме мир во нашите срца. Но она што е радосна вест на крајот од коментарот на ова заповед е тоа што лагата која што била прво зло или прв греф опишан во страниците на Светото писмо, кој што иноватор е сам ѓаволот, тој и последно зло кој што Бог ќе го уништи. Тој е последен греф што се опишува во Библијата и него Бог едноставно ќе го уништи, затоа пишува последната книга во Библијата, Откровението. И последната 10-та заповед, 6-та во таа втора камена плоча, 10-та поред во Декалогот, ни кажува: не го посакувај она што е туѓо. Не пожелувај куќата на својот ближен, ни жената на својот ближен, ниту неговиот слуга, слугинката негова, ниту неговиот вол, магарето или било што му припаѓа на твојот ближен. И драги мои, дозволите ми да кажам дека ова заповед удира на самиот корен на гревот. Да, а тоа е во желбата. Бог е заинтересиран да имаме не само здрави дела, здрави постапки, него и здрави намери, здрави мисли. Секоја грешна желба која што се развива сама по себе престап на моралните принципи и таа едноставно го зема својот данок. Бог во ова заповед му кажува на човекот да има нешто што му припаѓа, има нешто што не му припаѓа. И да биде задоволен, тој е најдобар лек за човекот со она што го има. И да му благодари на Бога тоа што го има. Затоа што кога ќе посакал на друго, тогаш ќе направи план и тоа едноставно да го земе. И ѓаволот ги инспирира денеска многу луѓе да не бидат задоволни со тоа што го имаат. А само кога би анализирале својот живот што имаат, за разлика од животот оние луѓе што го немаат тоа што тој има, тогаш сосема другачи едноставно би го гледале животот. Но Бог удира во коренот и вели: немој да посакуваш она што е туѓо. И дозволете ми тука, уште на самиот крај, да спомнам за две големи заблуди што непријателот едноставно ги шири и кој што преку тие две заблуди сака да го заведе целиот свет на крајот на ова предавање. Прво од тие заблуди е дека постојат само две, а не 10 заповеди. И се служи со ова заблуда непријателот со намера да ја потисне важноста на 10 Божји заповеди. Но што е одговорот, Божиот одговор на оваа негова заблуда? Да, навистина Исус кога дошол, за да го резимира Божиот закон, 10 Божји заповеди, за да каже што е суштински важно во 10 заповеди, кажал две,
Ама многу добро кажал дека во овие две виси целиот закон, сите 10 Божи заповеди. Всушност, овие две заповеди се темел, кои што лежат едноставно 10 заповеди. Тоа е како шарки во вратата. Шарките ја држат целата врата, така да овие две заповеди ги држат сите 10. Ако одиме понатаму во посланијата, ќе видиме Павле зборува за една. Вика, сите заповеди се сведуваат во една заповед, а тоа е заповедта љуби го. Љуби. Да, Павле вели суштината на законот е љубов, а Исус исто во тие две заповеди вели суштината е љубовта. Љубовта кон Бога и ljubовта кон ближните. Ако го сакаме Бога, ќе ги почитуваме првите 4 заповеди од првата плоча што ни зборуваат каков е Бог, зошто е важно неговото име и кој е денот за одмор. Ако ја почитуваме втората заповед што ја кажал Исус, љуби го ближниот, тоа ќе ги почитуваме следните 6 заповеди. Така да нема тука нешто спротивно, него ова иде рака под рака и овие две заповеди што ги кажал Исус во суштина ги резимирал сите 10 заповеди. Затоа што сам Исус ги дал тие 10 заповеди и затоа Исус ги резимирал со цел да знаеме што е суштината. Втора работа, втора заблуда, не помалку да кажам така проблематична, кој што ја шири непријателот во борбата помеѓу доброто и злото, е тоа дека Божиот закон наводно важел само во Стариот Завет. И наводно тој е укина денеска и ние денеска не сме едноставно обврзани да ги почитуваме едноставно 10 Божи заповеди. Драги мои, и ова е огромна заблуда што ја шири непријателот. Што е целта на законот? Да ни ја каже Божјата волја, да ни го каже Божиот карактер, непроменливо мерило за доброто и злото, нели така рековме? Епа, ако тоа беше така во Стариот, што е проблем тоа да не е и во Новиот Завет? Кога лично Исус во своето евангелие, во таа позната проповед на гората на благословите во 5 глава кажал: немојте да мислите дека сум дошол да го променам законот. Не сум дошол да го променам, него да го почитувам, да го исполнам. Додека небото и земјата постојат, нема ниту една цртичка да се промени од тој закон. Исус бил многу па зошто Исус би умрел кога законот не би постоел? Законот од друга страна, драги мои, ни кажува што е греф. И во суштина ја би сакал, резимирајќи од целокупното ова предавање на крајот, одговарајќи на оваа заблуда, да го кажам и следното, да видите колку е опасно овие заблуди што ги гаи непријателот. И во коренот на секоја заблуда што ѓаволот ја потенцира, е мислата да го тргне нашиот спасител од кај нас. Еве една кратка анализа да видите и полека ќе дојдеме до самиот крај на ова предавање. Прво, ако Божиот закон денеска не постои и веќе не важи, тоа значи дека ние денеска едноставно немаме мерило за тоа што е добро, што е зло. Јер ние на основа на што ќе знаеме што е добро, што е зло? Кога одиме на пазар и сакаме да купиме нешто, на основа на што ние ќе знаеме дали нешто има 2 кила, 3 кила, 5 кила, 10 кила? На основа на некое мерило, вага. Таа вага ни кажува колку има во таа кеса содржина. Нели така? Законот Божи ни кажува што е добро, што е зло. Кога ѓавол сака да го тргне, тоа значи дека веќе нема мерило. Се е добро, нема зло. Тоа е негова мисла, да каже се што правиш е добро, нема зло. А видите што е опасноста на тоа. Ако е се добро и нема ништо зло, нема греф. А ако нема греф, нема потреба за спасител. Тоа е суштината на таа заблуда што тој ја шири со цел да ги заведе луѓето на своја страна. Но на крајот нашиот спасител одговара. Значи, има едно пророштво во Стариот Завет за него, а што тој го исполнил. И вели: тој ќе го направи законот да биде голем и славен. Еден пророк пророкувал, пророкот Исаија, дека во Исусовиот живот законот ќе биде голем и славен. И навистина, Исус е единствената личност која што не погрешила, не направила зло, не го прекршила тој закон. А понатаму, како што цитиравме и пред малку, значи, немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот, туку да го исполнам. Вистина ви велам, додека не поминат небото и земјата, ниту најмала буква, ни цртичка не ќе ја снема од законот, додека се не се збидне. Драги мои, еве уште 4-5 текста и завршувам само да ги цитирам. Исусови зборови вели: ако ме сакате, држете ги моите заповеди. Понатаму вели во другиот текст: а во ова се состои љубовта Божја, да ги пазиме заповедите Божји, а заповедите негови не се тешки. Понатаму
еден многу важен текст во Мудрите изреки, вели 28 глава 9 стих, кој го одвраќа увото, да не го слушне законот негов, неговата молитва е одвратна. Драги мои, како Бог ќе ги слуша нашите потреби ако ние него не го слушаме? Ако еден родител му каже на својот син нешто да направи, а тој не прави постојано, не прави ова, не прави, и замислите потоа доаѓа кај родителот, синот и бара нешто. Дали има тоа своја некоја логика? Нема, сигурно. И многу е јасен овој текст. Оне што го одвраќа увото да не го слуша законот, неговата молитва е одвратна. На друго место пишува, ако сакаш да влезеш во животот, држи ги заповедите. И едно прекрасно ветување, о, кога би ги пазил заповедите мои, мирот твој би бил како река и правдата твоја како бранови морски. И одиме скрос на самиот крај и вели, блажени се оние што ги држат заповедите негови, за да влезат низ вратата во градот. Драги мои, на крајот на ова предавање се поставува на суштинско прашање за секого од нас. На чија страна ќе бидеш? Постојат две можности само. Да бидеме на страната на злото, што не би сакал на никого од нас, да бидеме противници на законот Божи, да го изгубиме мирот Божи и да немаме никаква надеж, или да бидеме на страната на доброто, да го почитуваме Божиот закон, кој што Бог сака да го запише во срцата наши и да имаме вистински одмор во душите наши. Верувам дека ќе направиме добар избор. Нека Господ сите нас не благослови и ви повикувам да бидеме присутни во следните наши предавања што ќе ги имаме. Голем поздрав до сите вас.